Поздрав, магична моја фамилија, добре дојдовте на Уналум Тарот. Денеска ќе се обработува една тема која што се надевам дека сите ќе ве заинтересира, ќе бидете во ваша енергетска вредност и ќе дознаете за темната исповед на персона која што ве повредила, дали било тоа во прошлоста или пак во скорашна прошлост, енергија да дознаете и спознаете за персоната, во каква енергија била тогаш кога ве повредила, во некоја можна ефективна енергија према вас. Оваа персона се уште мисли на вас и ова ќе биде негова исповед, една темна исповед, да дознаете во каква енергија се случило тоа и зашто ве повредила оваа персона. Ајде да започнеме со исчитување од тарот картите. Улогите секогаш можат да бидат заменети и секогаш може да бидат овие пораки утемелени во вашата енергетска вредност. Оваа персона е во огромно значење за вас, но е во изолација која што се вели темна исповед на персона која што ве повредила во прошлоста или пак во скорашна прошлост, ве оставила во енергија на разочараност, во енергија на изолираност, да размислувате на оваа персона зошто токму тоа го направила или пак во енергија да дознаете во каква енергетска вредност била оваа персона во моментот кога ве повредувала и зашто тоа го направила. Па ајде да видиме што сака да се исповеда оваа персона денеска, да видиме во каква енергија се наоѓа, каква темна исповед ќе има, за да дознаете правата вистина за оваа персона. Можеби ќе биде во енергија да побара прошка од вас, да биде во контакт со вас, доколку немате контакт, оваа персона ќе направи контакт да дојде до вас, да ве контактира за некој од вас, а за некој од вас оваа персона е комплетно во затвореност, да сте ја затвориле оваа енергетска вредност, љубовна енергетска вредност која што ќе биде во ваше исцелување. Ајде да видиме која е темната исповед на оваа персона, што сака да ви каже, да ви порача преку овие тарот карти, да видиме за каква персона станува збор, да откриеме која е оваа персона. Можеби вие сте ја заборавиле оваа персона, но е во ваша енергија. Да видиме зашто тоа го направила во овој енергетски дел. Ајде да започнеме со исчитување од тарот картите. Вика, ти заслужи подобра енергија, значи ти заслужуваш подобра љубовна енергетска вредност. Оваа персона била во енергија да ве манипулира, била во енергија да се чувствувала како недоволна за вас или пак била во енергија да биде во препознавање за сама себе, не можела да донесе одлука. Ајде да видиме и што друго. Страствените чувства, јас ги почувствував во енергија на размислување. Јас не знам како да ги пригрлам моментите кои што ги поседував како страствена енергија за тебе. Оваа персона е во размислување, во целосно размислување према вас, зашто ве повредила. Оваа персона била во енергија да нема чувства кон вас, да нема создадено чувства кон вас и затоа ве повредува, или пак се плашела да изрази чувства, страствени чувства према вас, за да не дојде во енергија да вие се поврзете со неговата енергетска вредност. Оваа персона се плаши да биде во енергија на љубов. Оваа персона има стравови во него, енергија да ви искажува страв
према вас или пак страв од љубов, затоа што вашите емоционални енергии биле варијабилни, биле постабилни кон оваа персона. Друго што ви порачува оваа персона како исповед од негова енергетска вредност е да биде во енергија да се прашува зашто јас прифатив некоја енергија како тебе. Оваа персона е била во енергетска вредност да спозна и дознае дека постои персона спроти него која што искрено го љуби, во енергија на љубов. Оваа персона нема доволно љубов, дали било во енергија да биде во разочараност, да биде во енергија да ова е негова енергетска вредност која што ја носи од своето детство, да биде во енергија да нема доволно љубов од своите родители, енергија да биде во енергетска вредност да ве посакувал само сексуално, енергија да се задоволувал само сексуално, телесно. Оваа персона има само сексуални страсти, нема љубов во него, нема развиено можност за љубов. Може да е персона која што има пороци, енергија да оваа персона била порочна персона, и тоа порочна према телесно задоволство, енергија да оваа персона е нарцисоидна, но и е во енергија на страв дека ќе изгуби некој дел од сексуалното задоволство или пак телесното задоволство со персони спроти него. No one understanding me but you. Вика, никој не ме разбираше, но ти ме разбра. Енергија да оваа персона знае дека сте ја разбрале, ова е негова исповед, темна исповед. Оваа персона знае дека сте ја разбрале во енергија дека нема љубов, дека се плаши од љубовна енергија и дека има пороци кон телесно задоволство. Другата исповед која што доаѓа во енергија да биде во монументална положба, каде што и вели, вика, јас не можам да дојдам до тебе сега нормално, затоа што е во енергија на исцелување. Оваа персона можеби има се уште пороци каде што и овие телесни задоволства ги презентира, да е во енергија да слушам за некој од вас дека оваа персона е во енергија на болест, има сексуална пренослива болест, се исцелува од таа сексуална пренослива болест, енергија да не може да дојде до вас затоа што е блокирана персона. Ова беше премногу за мене. Вика, ова беше целосно, се беше премногу за мене. Токму така и затоа ве повредила во енергија да вие сте му пружиле премногу љубов, но оваа персона не знае за љубов. Оваа персона се бори со љубовта, енергија ја доживува љубовта како еден страв кој што ќе го ограничи, ќе биде во ограничување, но оваа персона не сваќа и не разбира дека е во енергија на сексуално задоволство, порочна енергетска вредност, каде што исцелува за некој од вас ќе биде сексуална пренослива болест која што ја излекува, ја исцелува и затоа е повлечена. Ова е негова темна исповед за вас, за да знаете и сознаете зашто ве повредил, за да се оддалечи и бил во стравови, каде што и ќе биде во енергија да сексуално само сте го привлекувале, но бил во стравови да влезе во љубовна енергија со вас, затоа што вашата љубов била преголема. Оваа персона не знае за љубов, неговите родители не го научиле за љубов, туку го искушувале во енергија да некоја негова невредна енергетска вредност е во мајчината енергија, каде што и неговата мајка се поставува како енергија да биде авторитет пред
да искаже љубов према оваа персона. Затоа оваа персона превземала модул на својата мајка, каде што и е во авторитетна личност, но е во енергија да донесе битни важни одлуки по повод женските енергии према него. Мажи, вие превземете во ваш род, ако е за вас ова ќе биде жена која што превзема енергија да својата мајка ја гледа како авторитет, но не доваѓа во љубовна енергија да изразува љубов, туку да биде во заповед. Енергија да оваа персона ви произнесува преку овие пораки да вика не чекај за мене, те молам. Енергија да оваа персона се ограничува, не сака да се појави сега во вашиот живот, да е во енергија да ве повредува, затоа што и е во енергија да не се задоволува само со една љубовна енергетска вредност, туку се задоволува со повеќе љубови во неговиот енергетски сквер, да оваа персона има можност да манипулира со други енергии кои што се во долна енергетска фаза. Вие сте за оваа персона предводна енергетска вредност, каде што и сте спознале и сте дознале за неговите порочни енергии, но оваа персона не знае за љубов. Оваа персона има пренослива болест, да знаете, затоа што е во енергија на исцелување, на не само на духовно, туку и на медицинско исцелување, каде што и оваа персона открива во оваа исповед дали ова некогаш ќе се промени. Енергија да дали оваа енергетска вредност која што ја има оваа персона ќе се промени во енергија да најде љубов во неговиот сегментен живот и да добие една извонредна енергетска вредност, а тоа е негова љубовна енергија или пак емоционалност. Оваа персона е авторитетна затоа што превземала енергија од својата родена мајка, енергија да својата родена мајка го затворила неговото дете во него и го обсипала со една авторитетна, да му укажувала на енергии затоа што не постои љубов, во енергија да љубовта не се стекнува на таков начин и оваа персона превзема нејзини енергии или пак е израстена во таква енергетска вредност. Оваа персона се служи само со сексуално задоволство, каде што и навлекува болест која што е пренослива. Ајде да видиме за која емоционална структура е оваа персона, да видиме во каква емоционална вредност е оваа персона во овој момент, да видиме што сака да ни се исповеда, какви се неговите емоции. Јас се надевам дека ги има. Оваа персона е во енергија на топлина, енергија на емоционален презир, нетрпеливост, иритациона енергија. Оваа персона е агресивна во лута енергетска вредност, одмаздолюбивост, паника, но и бес. Оваа персона може би сакала да ви се одмазди, затоа и ве повредила. Енергија да вие сте произнеле некоја агресија затоа што сте се супроставиле на оваа персона, не сте сакале да влезете во една сексуална негова игра, но сте укажале на момент дека ви треба љубов, заштита, запазување на енергии кои што сте биле во таква енергетска вредност, но и сте се оставиле во таква енергетска вредност. Оваа персона има гордост во него, носи его, енергија на горделива персона, која што е егоцентрична, еготрипова енергија. Оваа персона никогаш нема да научи за своите вредности, само за себе мисли, е во своја енергетска вредност, своите сексуални манифестации да ги изманифестира. Оваа персона е во
во енергија на одвратност. Оваа персона ви вели дека јас сум одвратен, јас ги разочарувам енергиите спроти мене, јас се страмам за својата енергетска вредност, примам страмно и се страмам, огорчен сум, носам вина во себе и јас сум во енергија на витост, енергија каде што и одвратната енергетска вредност која што ја поседува сега во овој момент, во оваа исповед е према вас упатена. Јас сум во енергија на зен, се исцелувам, се олеснувам од моментите кога ќе дадам можност да бидам во енергија на сексуална енергетска вредност, на сексуално задоволство, но сега сум во енергија на повлекување во своја смирена енергетска вредност, каде што и се чувствувам удобно, се чувствувам смирено, се чувствувам воодушевувачки, чувствувам емпатичност, чувствувам топлотен сјај, но јас исцелувам енергија која што е од медицински карактер. Оваа персона е во емоционална, стресна енергетска вредност, се исцелува, ја исцелува својата емоционалност. Жалење. Оваа персона жали за вас затоа што ве повредила во претходниот период. Оваа персона е во огромна жалост затоа што не можела да ви пружи љубов, но можела само да ви пружи сексуално задоволство и е во огромно каење. Енергија да оваа персона и неговата исповед е во огромна енергетска вредност за вас, да спознаете и дознаете зашто ве повредила, била во енергија на каење, на жалење, е во енергија на одвратност, кога ве повредила, била во енергија на одвратност, оваа персона чувствува топлина, енергија на агресивност и еготрипова енергетска вредност, каде што и егоцентричноста во него ја прави оваа персона да не може да спозна и дознае за каква вредност е во случување на можни љубовни енергии према него. Оваа персона е само бендисана персона или пак во само енергетска вредност да има негови енергии кои што се во жалење сега за моменти кои што ве повредил и тоа ве повредил кога што сте и биле во енергија на невина енергетска вредност. Оваа персона, кога сте ја запознале, била во енергија да ви пружи љубов, да ви даде емоционална топлина, но тоа било се лага, енергија да знаете дека оваа персона ве повредила од негова енергетска вредност, пет мачеви енергија повреда од его, енергија да оваа персона биде во доминантна енергетска вредност, затоа и ве повредила, енергија да знаете дека оваа персона е предводна персона, ова е енергија на реваншизам. Енергија на реваншизам. Оваа персона сака реваншизам во неговиот енергетски дел, но реваншизамот го добил во енергија на болест. Оваа персона може би да е во земјен знак, бикјарец девица, каде што е материјално стабилна. Оваа персона е во негова енергетска вредност, каде што и ви вели, ви се исповеда дека е целата внесена во работна енергија за да ве заборави, затоа е во повлекување, но и е во енергија да ви се исповеда за тоа што ве повредил, за тоа што
бил во енергија да создава материјална вредност во светот на материјализмот, каде што и во енергетска вредност е да сексуалните задоволства ги манифестира преку материјална енергетска вредност, да оваа персона спиела со други персони, била во енергија да сексуално се задоволувала со персони кои што биле во материјално добра енергетска вредност, да ги навлекувала на енергии каде што и оваа персона со еден збор ќе се окарактеризира како ескорт на енергија, да оваа персона материјално добивала од персони кои што ги задоволувала во енергија на сексуална енергетска вредност, и затоа што ве повредува, оваа персона добива како една карма која што вели медицинска пренослива болест. Оваа персона сега својата енергетска вредност ја окарактеризирува да е во 4 купови: енергија на незадоволство, љубовно незадоволство, оваа персона можеби нема никој сега до него, енергија да не сака да се поврзува ниту сексуално, ниту никако, ево енергија на само исцелување, само окарактеризирање, да исцелува медицинска болест, каде што и 5 купови енергија да добива карма за вас. Оваа персона ви вели да, јас добив карма затоа што те повредив, и мене ме повредија, но јас добив енергија дупла карма затоа што бев не светлосен према тебе, затоа и се каам во енергија да жалам за изминатиот период кој што пројде во нашата енергетска вредност, да јас добијам сега и дупла карма која што ќе ја третирам во енергија да бидам во исцелување, духовно исцелување, но и да бидам во медицинско исцелување. Затоа и не те контактирам и сум повлечен, затоа и немој да ме чекаш, затоа што ова се надевам дека никогаш нема да заврши. Енергија да добила енергетска вредност, да некоја персона спроти него која што била во енергија на материјална енергетска вредност, да била во допирни точки со оваа персона, да му нудела љубов, но да го преварила со друга персона, и затоа оваа персона добива дупла карма заради тоа што ве повредила вас, а вие сте биле само се во енергија на љубов, љубовна енергија, вие сте му дале потпора на оваа персона, енергија љубов, сте сакале некој да ве заштити, да потпрете глава на рамо на оваа персона, но оваа персона е во негова енергетска вредност која што вели јас сум порочен човек. Ајде да видиме и што друго сака да ви пренесе оваа персона на вас. Ова е негова исповед. Нема комуникација тука. Кралицата на мачевите, вие сте донале одлука да затворите се и се што со оваа персона. Нема комуникација, нема ништо, ова е воздушна елементарна енергија. Близнак вага водолија, 7 штапови, енергија да оваа персона ја озборуваат, ја оговараат, оваа персона сака да се пробие во љубовна енергетска вредност, но не може, е премногу затворена. Оваа персона ви вели дека носи одлука, но не гледа зашто ја носи оваа одлука за вас. Оваа персона може би да е во енергија на егоцентрична персона, но е во стабилна енергетска вредност, може би да има и свој приватен бизнис,
да е во енергија да работи со закон, енергија да оваа персона ви вели дека и е во енергија на законска регулатива каде што и морала да се повлече во својата енергија, да знаете и дознаете дека оваа персона има многу голем утицај на маси, толпа народ, каде што и предводи во некоја енергетска вредност со неговата работна енергија. Оваа персона можеби има доминантен хороскопски знак ватрен или пак земјен знак, овен лав стрелец. Оваа персона е во енергија да превземе на емперорна енергија, царичина енергија, каде што и ќе донесе одлука према вас да ве контактира, затоа што ќе сака оваа темна исповед која што ви ја пренесуваат тарот картите, да ви ја покаже на дело и да ви ја искаже на дело зашто е повлечена од вас и зашто ве повредила во претходниот период. Енергија ви вели да продолжите со својот живот и да си ги заштитите вашите енергии, да бидете во ваша енергетска вредност, да бидете во ваше распознавање, да бидете во ваше делување, да нештата кои што ќе ги насадите во вашата љубовна енергија да бидат добри енергетски плодови, каде што и ќе ги собирате плодовите за кратко во вашата енергија. Затоа и првата порака ви вели: јас не те заслужувам тебе, туку ти заслужуваш нешто многу подобро во твојот живот. Енергија да оваа персона ви испраќа огромна исповед, ова е темна исповед од неговата енергија, да знаете и спознаете зашто ве повредува и во каква енергетска вредност е сега. Оваа персона се бори со медицинска негова енергија, каде што и има пренослива болест, која што треба долго да ја лечи во неговата енергија. Оваа персона сега напорно работи на свој исцелување, но и работи во енергија, работна енергија, каде што и не сака да мисли на вас, но оваа персона носи одлука да се повлече во неговата енергија, да ве остави вас како во енергија да ги засадите плодовите негдека со некоја друга персона која што ќе ви пружи љубов и да бидете во своја енергетска вредност. Вие заслужувате подобро од оваа персона која што е. Оваа персона е порочна, ви вели: јас сум порочен енергетски дел, каде што и не знам до кога ќе води оваа енергија. Не ме очекувај, затоа што сум во енергија на исцелување и во енергизирање на нештата во мојот приватен живот. Ајде да видиме и кој доминантен хороскопски знак денеска се појавува во оваа енергија, кој доминантен хороскопски знак има оваа персона, освен ватрените знаци, овен лав стрелец и земјените знаци бик, јарец, девица. Ајде да видиме кој доминантен хороскопски знак има оваа персона. Овен, овновска енергија. Оваа персона е независна, има храброст, има страст, само страст, сексуална енергетска вредност. Ајде да видиме и кој друг хороскопски знак доаѓа. Енергија на кардинални знаци: овен, рак, вага и јарец. Оваа персона е поттикната персона, има храброст во него, има еден пионерски дух во него, но е во енергија на исцелување, енергија да вие сте биле баш како една персона која што добро му дошла за исцелување на неговите рани, но оваа персона ве повредува, се охрабрува да ве повреди
Ватрените знаци, овен лав стрелец, енергија на самодоверба. Оваа персона верува само во себе, но и нема самодоверба, затоа што е во енергија на егоцентричност, но оваа персона нема самодоверба во него, туку исцелува самодоверба, енергија да сака својата самодоверба да врати во себе, но е во енергија на оптимизам, се надева дека ќе ја исцели својата медицинска повреда или пак кармична енергија каде што ќе се одвива за многу долго време. Оваа персона е во страствена енергија, токму така, енергија на зависност од сексуално задоволство, страствено енергетско задоволство, енергија рак. Оваа персона е во енергија на заштитност. Оваа персона требала да ве заштити, но не ве заштитила, но ве повредила. Енергија на риба, интуитивна персона, која што ствара интимност, но и сочувствува во интимноста. Оваа персона сексуално ве се задоволувала. Енергија на лав, доминантен хороскопски знак или пак подзнак, знак Венера или месечина има во лав. Оваа персона е лојална персона на својата енергетска вредност, затоа што е во его енергетска вредност. Оваа персона е креативна персона пред се, но е во енергија на пат, на енергии за креација. И да видиме која уште доминантен хороскопски знак на девица. Оваа персона е во енергија на почит, само почит. Оваа персона се почитувала сама себе и си ги почитувала своите одлуки, своите задоволства. Енергија да служи на персони проти него или пак да служи на енергии кои што ги канализира во моменти на свое неверување или пак енергија да служи на својата мајка која што била во енергија да биде во негова енергетска вредност. Ајде да видиме и која доминантна енергија ќе превземе во денешно исчитување на оваа исповед, на оваа темна исповед на оваа персона која што ве повредила во претходниот период. Доколку е ова гласно, можете да го намалите звукот, да видиме некоја буква на име, презиме или пак доминантна надимак или пак персона која што живее некаде. Каде пак и живее, да видиме кои букви ги добивме. Значи ова ќе бидат букви на доминантна име, презиме, надимак или пак енергија прекар или пак енергија град, држава или пак нешто што ќе ве окарактеризира, која ќе окарактеризира оваа персона према вас, да знаете за која персона станува збор. Јас се надевам дека знаете која персона ве повредила, но за некој од вас ќе биде во енергија да и заборавиле на оваа персона, но оваа персона не заборавила на вас. Н, буквата Н, Е, Д, Q. Оваа персона има коефициент, висок коефициент на интелигенција, да знаете, енергија Y или пак долго И, Л, Х или пак H, буквата У,
буквата Б, буквата С, буквата Г, буквата Ц, буквата Ц и буквата П и буквата О. Значи, буква прва во име, презиме или пак некој прекар, надимак, персона каде што живее, енергија каде што е доминантна за вас, да препознаете оваа персона која што ве повредува и која што сега ви ги канализира енергиите кои што се темна исповед до вас, зашто ве повредува, ево енергија да биде со буквата Н, Е, Y, Д, Q, има голем коефициент на интелигенција оваа персона, буквата И, Л, H или па Х, У, Б, С, Г, Ц, П и О. За некој од вас слушам дека оваа персона е во енергија, во даблинска енергија, некој е во Даблин, енергија Даблин, или пак оваа персона да е во енергија на да ви порачува енергија Хеј, за некој од вас да ви порачува здраво, енергија да е здраво, како сте. За некој од вас слушам дека сте во енергија да оваа персона сакала да ве контактира во 2025 година, но не можела да ве контактира. За некој од вас значи дека оваа персона ве повредила во 2025 година. Оваа персона има домашен миленик или пак сака да има домашен миленик, контактира со вас преку синхроницитети. Оваа персона, за некој од вас значи дека оваа персона има дупли миленик, да има две кучиња или пак две мачки или пак да чува некој миленик кој што му е него во енергија на исцелување. Оваа персона ќе ве контактира или пак е во енергија да ви стигне порака од оваа персона за извинување, за целосно извинување, брза порака, каде што ќе биде во енергија на полумесечина или пак во енергија на млада месечина. И оваа персона е утемелена во сама себе. За оваа персона може би е ваш бивши брачен партнер или пак енергија да е ваш бивши сопатник кој што требал да влезе во енергија да бидете во заедништво, но оваа персона ве повредила во претходниот период. Јас се надевам дека оваа канализирана порака ќе биде во ваша енергија, дека ќе бидете удостоени со оваа темна исповед на оваа персона која што ве повредува, но знајте, кармата секогаш наоѓа начин како да ја изврши својата улога. Оваа персона добила огромна карма која што е во медицинска болка и во исцелување, а тоа е најголема карма која што настанува по ваша повреда, која што ненадејно и во енергија да не ве процени вас, оваа персона добива една огромна енергетска карма која што ќе исцелува уште 9 идни години кои што надоаѓаат према нас, а вашата дарма е дека сте се спасиле од оваа персона која што се надевам дека не била достојна за вас и дека сте тргнале во едно ново утре, да оваа персона биде во не ваша енергетска вредност, да сте се спасиле од персона која што е во зависничка енергија, да е сексуално навлечена и да добива карма, медицинска сексуална болест која што се надевам дека ќе ја излечи. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!